дека утрото по денот се познава, како ќе работи, односно дека денот по утрото се познава, се извинувам, дека денот по утрото се познава како ќе работи оваа влада, се виде уште вани кога со странична интервенција се создаде оваа коалиција, а уште повеќе кога кршејќи го уставот, законот и деловникот, насила преку еден чин кој наликува на државен удар, се назначи така наречениот председател на собранието. Следниот сигнал беше малку подоцна, кога се виде составот на владата и кога врвни професионалци, поканети од диаспората, каде беа ангажирани од едни од најкрупните мултинационални компании, како например Веле Самак, кој дојде од Microsoft од Америка, или Бил Павлевски, кој дојде од Hewlett Packard од Америка, или Горан Мицковски, кој дојде од Credit Suisse од Лондон, или Владо Пешевски, кој дојде од раководно место на регионалната канцеларија на СЕА во Белград, или Зоран Ставревски, кој дојде од Светската банка од Вашингтон, или Виктор Мизо, кој дојде од General Electric и Макензи од Америка, или Висар Фида, кој дојде од Siemens од Германија, или Джери Наумов, кој дојде од познати компании од Чикаго, и редица други искусни, искалени, одлично образовани кадри се заменија со целосно несоодветен кадар, неспоредлив со тимот кој преходно работеше и постигна економски препород за Македонија. И невработеноста во исклучително тешки услови на светски и европски кризи ја намали од 38 на 22%, отворејќи 180.000 нови работни места. На нивни места дојдоа Самка Ибраимовски, Рамис Мирко, Зорица Апостоловска и Зоран Шаповиќ, чија експертиза и капацитети нема да ги споредувам, бидејќи веќе времето кое измена во оваа речиси една година ги спореди. И резултатите. Времето и резултатите во тоа време. Еве денес чув дека економскиот тим на Зоран Заев е зајакнат и со Љубе Бошковски, кој го завзема местото на Алек Никовски како советник за инвестиции. Алек Никовски, кој пред да ја добие понудата советник за инвестиции, повеќе од 20 години работеше во лондонскиот финансиски центар наречен Сити. И како врвен бизнис и финансиски експерт со илјадници контакти во меѓународниот бизнис е остранет, и на негово место е назначен господинот Бошковски, за кого немам чуено дека барем приближно има вакво искуство, контакти и образование. За подпредседател на влада за економија се назначи човек бизнисмен и професор по енергетика, кого добро го познавам заради честите средби во минатото, и кој цела година ја потроши да докаже дека нашата економска политика не била добра и дека тој со некаков нов закон за инвестиции ќе ја направил успешно, односно закон за субвенционирање на инвестиции. Па така денес, откако претходно неговиот шеф Заев го кажа истото, и тој си дозволи да ја дезинформира македонската јавност дека во мандатот на ВМРО, кога господинот Анушев така ги воспеваше во нашите заеднички контакти достигнувањата на ВМРО, дека дошле само 26 странски инвестиции. Тој е лага. Затоа што во Македонија влегоа 26 странски компании кои добија субвенции од владата, но и над 100 други кои не добија субвенции. Тие 26 компании подпишале договор, а 17 од нив веќе инвестирале. И вкупната инвестиција на овие 26 компании, откако ќе се реализира во целост, ќе биде околу 350 милиони евра или повеќе. А субвенцијата за нив, разложена во повеќе, во 6-7 години, откако ќе се целосно реализира, ќе биде околу 121 милион евра. Се друго што е нададено и што е додадено е манипулација. Например, инвестициите во терзовите не се само за досега донесените, туку и за наредните најмалку 50 компании кои ќе инвестираат во Македонија. Се критикуваат роушоата, голем дел од нив направени со угледниот Financial Times и Forbes од Америка, но најголем дел направени во рамките на патувањата на политичките средби низ повеќе земји. Но истите трошоци не ги калкулираа кога зборуваа за патувањата на оваа влада. И заборавате една работа.
дека во Америка, например, голем дел од потенцијалните инвеститори не знаеа ништо за Македонија, дека некои од нив не прават ни разлика меѓу Македонија и Месопотамија, забравате дека и Кока-Кола, која нема некој во светот кој не ја познава, троши годишно по 10% за собствена реклама. Гледате, почитувани пратеници, гледате со што се занимава еден премиер, еден вице-премиер за економски прашања цела година. Во услови кога цела нација чека инвеститори и нови работни места, во услови кога 22% од работно способното население се уште бара работа, во ситуација кога нема резултати од работата на владата во овој сегмент, кога нема ни странски ни домашни инвеститори, како што имаше преходно, тие се трудат од петни жили да објаснат дека заштедиле на патни трошоци. Па граѓаните од вас очекуваат нови работни места, нови фабрики, нови инвестиции, нови шанси и можности за да останат да живеат тука и да се срекни, а не да им се докажувате дека не патувате да донесете странски инвестиции и со тоа нешто заштедувате. Која е таа демагогија, каква што секогаш презентирал СДСМ кога бил на власт? Или да речеме тој нов закон за субвенции на инвеститорите со кој Заев и Јанушев гордо се фалат дека со тој закон на сите инвеститори ќе им дале пари од буџетот. Па не е поентата да дадете на сите. Поентата е да дадете на што помалку и што повеќе да ги убедите да инвестираат во Македонија без субвенции од буџетот. И тоа го правевме не само ние, туку и сите држави во светот. Заре мислите дека на ниту една држава не и паднало на памет за еден таков закон? Трката не е да се потрошат пари за секој инвеститор, туку само таму каде се мора, каде и другите земји конкуренти нудат и привлекуваат, па од нема и каде мора да понудиме и ние за да го привлечиме тој инвеститор. Со тој закон, со кој толку многу се фалите, ќе привлечите многу помалку компании, со многу помалку работни места, а ќе потрошите повеќе пари од буџетот. За разлика од времето на ВМРО. Не треба сосила да смислувате популистички закони само за да одбумите некаква демагошка транспарентност, а на штета на буџетот. И да возвратам на уште една прозивка од овој корпус на прашање. Гордо се укажува дека повеќе од новите работни места биле од домашни компании во времето на ВМРО-ДПМН, како да некој кажал нешто обратно. И прашувате што сме направиле за нив. Многу направивме. Јас да ве прашам, зошто во преходните мандати на СДСМ не се отворија 180.000 нови работни места? Има зошто. Затоа што ВМРО-ДПМН воведе рамен и најниски даноци на земјената топка, кои вие веќе најавивте дека ќе ги изголемувате, но после изборите го најавивте тоа. Затоа што ВМРО создаде бизнис клима, како во најдобрите 10 држави во светот по однос на добрата бизнис клима, што го потврди и Светската банка, рангирајќи ја Македонија, која претходно беше на 94-то место, рангирајќи ја на 10-то место во светот и на 5-то место во Европа. Затоа што со проектот регулаторна гилотина на илјадници македонски фирми им ја поедноставивме работата и истовремено драстично им ги намаливме трошоците. Затоа што создадовме услови македонските компании да се поконкурентни и на тој начин поуспешни, што се гледа и од индексот за конкурентност на Давос, но и од бројот на новоотворени работни места. Затоа што им овозможивме кредити со субвенционирана каматна стапка во најтешките времења на светската и европска економска криза. Затоа што иницииравме стотици крупни инвестициони проекти, како автопатишта и други патишта, железнички и транспортни и енергетски проекти, кои даваа работа на сите градежни компании, кои вие сега ги донесовте на колена за само една година, затоа што бевме посветени на економијата и на отворање нови работни места. Затоа што бевме тим фокусиран на развојот на македонската економија. За разлика од оваа влада, во чие време имаме најнисок раст на економијата во Европа. Различно од нас, оваа влада само филозофира на прашањето на економијата, наместо со нови, конкретни иницијативи се занимава со маргинални прашања и е посветена исклучиво на прашањето за смена на името на државата, со спуштени преговарачки позиции како никогаш досега. Да се биде влада во време кога во сите земји во Европа економијата расте е привилегија, бидејќи растот на економиите на нашите економски партнери влијае и на нашиот економски раст
бидејќи има поголеми нарачки за нашите компании. Но истовремено, за оваа влада е и срам, затоа што има најслаби економски резултати во цела Европа. И уште зборувате дека сте имале многу инвестиции, ама не се фалеле со тоа, а ние сме се фалеле. Нешто немате, нешто ептен сакате да се фалите, туку не ви е срам. Фабрики кои ние ги донесовме, како например ОДВ Електрик во Охрид, и кои 99% во време на ВМРО се изградија, вие да ги отворате, да сечите лента и да давате изјави дека носите странски инвестиции. Тоа е брука и тоа е срамота. И уште нешто. Скандал е кога во сред преговори за името од страна на владата, подпредседателот на владата ќе ја продаде својата приватна компанија на грчкото државно електростопанство. И при тоа ќе даде изјава дека за него е прифатлива секоја придавка, и горна, и северна, и нова, и така натаму. Скандал е тоа. Што не ја продадовте пред 3 или 5 години, или по неколку години кога нема да се на функција и нема да се преговара за името? Скандал е кога се потпиша договор со Бугарија, во кој од 3 преостанати спорни точки, во 3 се прифаќаат позициите на Бугарија и со договорите се прифаќа да се сменат учебниците по историја, што значи да се менува историјата на сопствената земја. Скандал е кога признавате пред целата јавност дека во законот за употреба на јазиците би било неуставно да влезат парите и униформите, а неколку месеци подосна насила го туркате тоа за кое ниту имате добиено мандат и за кое сте кажувале дека е неуставно. Скандал е кога во преговорите со Грција ќе се доведите во ситуација да молите барем внатре во земјата да се нарекуваме со нашето уставно име. Тоа е скандалозно лошо преговарање. Не е проблем да се разговара за името, за да се најде решение. Тоа сме го правеле сите влади во минатото. Но да се разговара на начин што ќе се доведеме во ситуација да молиме за тоа како ќе се викаме по дома, тоа е едно. Скандал е ненајавено на избори да ги ненајавено на последните избори да ги качувате даноците и да го полните буџетот одземајќи дополнителни пари од џебовите на народот и на компаниите. Скандал е денешното обраќање и на госпоѓа Шекеринска, со која таа дава наредба на партискиот суд колку требало да не осуди нас како нејзини политички противници. Јас разбирам дека фрустрацијата од историски најголемиот пораз на СДСМ во 2008 е голема, но скандал е кога одговорницата на парламентот се врши јавен притисок за судството од страна на владата. Скандал е кога вице-премиер и премиер не знаат дека Амфенол, компанија која вработува 2500 луѓе во близина на Кочани, е донесена без денар субвенција и дека таму има и такви има уште многу. Например, компанијата Кил, компанија за седиште изработка на седишта за Ван Хул, која инвестираше во Желино, или дубајскиот откупен центар Ейполенд во Ресен, или Славинг, белгиска фирма за метални конструкции во Скопје, неколку холандски фирми како Стилком во Кумановски и огромен број други. Сите тие и уште стотина како нив, кои успевавме да ги убедиме да инвестираат без да добијат субвенција од буџетот. Скандал е да се говори цела година за реформи, а една реформа сериозна да не е направена. Да се цела една година владата да се нарекува, односно да се само нарекува како реформска влада, а со ништо луѓето да не почувствуваат подобрување во нивните животи. Ова е влада на скандали и на понижувања. Понижување на Македонија, понижување на граѓаните на Македонија и на македонскиот народ. Да не зборуваме за катастрофата во земјоделието, образованието и здравството, зашто никој не сноси одговорност. Скандал е да полицијата мора да ги затвора очите пред криминалците кои собирајќи рекет и делејќи дрога хараат низ Македонија, како никогаш порано, затоа што им треба во изборите да им одработат, па сега им возвраќаат. И кога зборувам за рекетот, зборувам за оној од најдолу до најгоре, од улиците, од до канцелариите на власт. Скандал е кога една влада по 10 месеци владење им е страв, се плашат да одат по улиците да се шетаат, затоа што народот е незадоволен и реагира. После само 10 месеци нивната поддршка е падната и е срозена со земја. Завршувам. Ова е трчи лажи влада,
која секому му ветуваше што сака да чуе. Влада која верува и се надева дека на следните избори меѓународната заедница ќе им легализира нов изборен криминал, затоа што ќе ги распродадат националните интереси. И не се свесни дека ќе доживеат сериозен дебакл кој ќе го остави СДСМ нови 10 години во опозиција. Благодарам. И конечно сакам да му препорачам на господинот Зоран Заев. Навреме да си се повлече од политиката. Пред штетите да се преголеми. Наместо да прави планови, да избега на позицијата председател на следните председателски избори, мислејќи дека ќе победи со изборен инженеринг и гласови на албанците во Македонија. И со надеж дека меѓународната заедница ќе го награди за распродажбата на националните и државни интереси. Македонија треба и мора да влезе во Европската унија и во НАТО. Благодарам. Таму е нашето место, но не протуркана на инвалидска Колега Никола количка Груевски, благодарам. и не Ви помина со скршена уште кичка. минута. Ви благодарам.